Денеска започна постапката за собирањето потписи на избирачите за кандидирање на локалните избори, кој завршува на 30 август на полноќ. Потписите во Кочани се собираат од страна на службените лица на канцеларијата на Државната изборна комисија. Уште од првиот ден гужва пред локалното седиште на ДИК, каде граѓаните се потпишуваа за една од листите. Согласно постоечкиот изборен законник, од денес започнуваат да течат роковите за собирање на потписи за независни кандидати за членови на Советот на општина Кочани и независни кандидати за градоначалник. Роковите течат 10 дена по распишувањето на изборите и од денес, во просториите на Државна изборна комисија, подрачно оделение Кочани и во сите останати канцеларии се собираат потписи за сите заинтересирани независни кандидати. Потписите ќе се собираат заклучно со 38 во периодот од 8 часот наутро до 20 часот навечер секој ден, и сабота и недела. Трошоците за собирање на потписи преку нотар ги сноси подносителот на листата. Секој избирач својот потпис може да го даде за повеќе листи на кандидат за градоначалник. Избирачите кои поднесуваат листата треба да имаат избирачко право и постојано живеалиште на подрачјето на општината. Кога подносител на листа и на кандидат за градоначалник е група избирачи, потребно е во општината до 10.000 жители да се соберат најмалку 100 потписи од запишаните избирачи во општината. Во општина од 10.000 до 30.000 жители, најмалку 150 потписи од запишаните избирачи. Во општина од 30 до 50.000 жители, најмалку 250 потписи од запишаните избирачи во изводот од избирачкиот список за општината. Изборниот законник предвидува согласно големината на општината толков број на потписи, а општина Кочани спаѓа во рамките на оние општини кои што треба да независните кандидати да обезбедат по 250 потписи, поддршка од 250 граѓани, без разлика дали станува збор за кандидат за советник или кандидат за градоначалник. За сега во општина Кочани се работи по една независна листа за советници, меѓутоа неофицијално и неколку други граѓани пројавија интерес со своји листи да учествуваат на престојните локални избори, кои ќе бидат познати за ден-два.